Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски денеска согласно уставните и законските обврски го потпиша решението за распишување на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември годинава. Пратениците вчера попладне со 110 гласови за ја донесеа одлуката за распуштање на Собранието, со што се отвори пат за одржување на предвремени парламентарни избори согласно договорот на лидерите на 4 неголеми партии за надминување на политичката криза. Изборите на 11 декември може да ја извлечат земјата од политичка криза под услов кампањата да биде фер и изборите да бидат кредибилни, изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар. Изборите може да ја извлечат земјата од политичката криза и под услов новата влада кога ќе ја преземе функцијата да побара итно, искрено и сеопфатно спроведување на реформските приоритети, додаде Жбогар. Граден е безбедносен систем кој што ќе функционира независно од тоа кои лица управуваат со овие институции, е целта на реформите за кои разговараа премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев и раководството на МВР. Тие се дел од акцијскиот план за реформи во безбедносната сфера, произлезени од извештајот на Прибе. Димитриев на пресконференција по состанокот истакна дека за овие реформи има сеопфатен консензус. Тие се во фаза на анализа и разгледување на состојбите, која треба да заврши до декември. Потоа ќе бидат понудени конкретни модели и решенија за кои ќе се отвори широка расправа. Целиот процес на реформи, според Димитриев, треба да заврши за приближно една година. Првпат годинава издвоивме рекордни 22 милиони евра преку јавното предпријатие за државни патишта за реконструкција на регионални патишта преку програмата на ЈП Македонија Пат. Само оваа година издвоивме дополнителни 5,5 милиони евра за да ја подобриме патната мрежа низ државата, изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Македонија била е и ќе остане Грчка, изјави грчкиот председател Прокопис Павлопулос во говор во Воден, каде беше прогласен за почесен граѓанин. Тој повторно ја обвини Република Македонија дека со иредентистички барања нема да се приклучи кон Европската Унија затоа што тие ги кршат европските закони, додаде Павлопулос. Инсистирањето на името, што значи иредентизам, го крши европското право, затоа нема интеграции на нашиот сосед во Европската Унија, затоа што тие не ги исполнуваат дури ни условите за институционалните закони на Европската Унија. Ние јасно дадовме до знаење дека сакаме добрососедски односи и пријателство, но тоа оди само преку почитување на историјата и институциите на самата Европа, рече Павлопулос.